Со сите скандалозни одлуки за доделени грантови на компании блиски до функционери, со сите обвинувања од опозицијата за партиско делење на државните пари, Фондот за иновации и технолошки развој стана видлив за граѓаните, но и за компаниите. Граѓаните бараат отчет за секој потрошен денар, а компаниите сметаат дека е добредојдена секоја информација за можно грантирање. За тоа дали се делат по партиска линија државните пари и за плановите на Фондот за иновации и технолошки развој за следната година, разговараме со директорот Јован Деспотовски. Добре дојдовте. Следната година имаме избори. Дали изборите ќе се одразат на работењето на Фондот за иновации, дали ќе има поместувања во однос на одобрањето на грантовите, за да не биде протолкувано како подкуп на гласачите? За жал, морам да кажам дека изборите како процес ќе имаат свое влијание врз динамиката на нашето работење. Неодамна владата ни даде согласно за изменетата среднорочна програма која што се протега до крајот на 2020 година, која што предвидува неколку нови иницијативи кои што ги развиваме по барање и на самите компании. Пред се ќе споменам воведување на посебна скратена постапка за аплицирање, која што досега не беше предвидена како можност, меѓутоа заради огромниот број на компании кои што аплицираат на повиците, особено на последниот повик за комерцијализација на иновации, каде што имавме скоро 500 домашни компании, микро, мали и средни, кои што се пријавија. Добар дел од нив и доаѓаат, значи поминуваат две фази од процесот на евалуација, стигнуваат во последната, меѓутоа и заради конкуренцијата дел од нив и не добиваат одлука за финансирање. Предвидовме можност да сите тие компании повторно можат да аплицираат, ги охрабруваме повторно да аплицираат, со тоа што нема да ги поминуваат истите фази повторно, оние фази кои што веќе ги поминале, туку што директно повторно ќе дојдат на разгледување пред комитетот од петорица странски експерти. Тоа како новина го воведуваме веќе наредната недела со првиот повик, што е првиот следен повик за технолошки развој. Очекуваме дека тој повик по скратена постапка ќе бидеме во можност да го реализираме до пред одлуката за распуштање на собранието, меѓутоа сето она што следи, повикот за технолошки развој по редовна постапка, повикот за стартап компании кои што планирам исто така да го објавиме до крајот на годината, ќе бидат за жал делумно и пролонгирани, зборам пролонгирани во смисла на носење на конечна одлука до завршување на изборниот процес. Тоа подразбира дека повиците ќе ги отвориме, компаниите ќе може да аплицираат, фазата на административна проверка пред селекција ќе може да се случува и да тече, меѓутоа, иако немаме законски ограничувања, самото носење на одлуката решивме интерно да го пролонгираме до прогласување на изборниот процес за завршен. Имате веќе и присметки колку би траел тој, колкав би бил рокот за пролонгирање? Повторно кажам, тоа сепак не зависи од нас, зависи нели нормално се случуваат изборите сега, како што е дефинирано, се случуваат 12 април. Знаете како, месец и пол сигурно очекувам дека некаде сето тоа би се заокружило да можеме некаде веќе на втората половина на мај да се донесат одлуките. Не е преголемо одлагање, пошто бидејќи имаме веќе ситуација каде што заради огромниот број на апликанти процесот секако трае малку повеќе, затоа што на сите тие апликации треба да им се посвети должно внимание од наша страна. Така што веројатно тоа одлагање би било некаде месец и пол не повеќе. Се надевам дека и овие повици кои што ќе ги отвориме до крајот на годината ќе можеме со одлука да ги затвориме некаде пред средината на 2020. Сето она што ни е во програмата за 2020 година, значи ако идеме веќе со објавување на нови повици, веројатно ќе го темпираме или за јануари или повторно по завршување на изборниот процес, тоа значи дека нови повици нема да отвараме откако ќе се распушти собранието. Од оваа временска дистанца, како гледате на одобрените по повлечени грантови на фирми блиски до Цветанка Ласкова, до Аѓушев и други функционери во актуелната влада? Признавате ли дека направивте пропуст? Од сегашна перспектива, апсолутно се согласувам дека еден сегмент од целиот систем можеби не бил доволно детализиран и оформен. Имал пропуст? Не бил доволно детализиран и оформен, ајде на тоа да го дефинираме. Имате предвид дека тие системи, значи системот на функционирање постои од 2015 година. Се работел заедно со експерти од Светската банка.
Меѓутоа, до 2017, односно 18, заради недоволниот интерес можеби на компаниите или пак заради недоволната активност на фондот или на владата, едноставно проблемот не се појавил или не ескалирал. Односно не било, знаете како, заради кога имате мал број на апликанти, веројатно не привлекувате доволно внимание, веројатно ризикот е помал дека ќе се случи некоја ситуација. Како сакат. Не сакам да влегувам во ситуација каде што ќе ценам или ќе квалификувам или ќе лепам етикети за мојот претходник или за претходната владеачка гарнитура. Најлесно да кажеме, знаете како претходно така беше. Значи ја таа политика не ја практикувам. Токму затоа и следно прашање. Јас само кажам дека во континуитет се преземене системот, ние го доразвиваме. Се согласувам, во 2018 година констатиран еве вие како што велите пропуст. Одреден дел од системот не бил доволно регулиран. Имавме реакција, признавме дека имаме недостаток, воведовме веднаш системско решение кое што после година и пол можам да кажам дека функционира. Зошто? Заради тоа што ако секоја фирма која што е на било кој начин поврзана со носител на јавна функција, со тоа што ние дефиницијата на носител на јавна функција преземавме од Законот за спречување на перење пари, што е доста порестриктивен од делот за конфликт на интерес, бидејќи оди под лавок. Ако има обврска да декларира на почеток при аплицирање и при тоа кој ќе декларира па помина низ посебна процедура на проценка на ризик, каде што ги имаме ангажирано Transparency International, тоа веројатно веќе влие, значи не е забрането фирмата што е поврзана со носител на јавна функција да аплицира, меѓутоа самото сознание дека треба се декларира однапред и дека поминува низ посебен процес на проценка на ризик, веројатно обесхрабрува добар дел тие компании да аплицираат. Тоа досегашното искуство, меѓутоа остана неодговорено прашањето, зошто дозволивте да се објават имињата на компаниите кои што беа блиски до функционери, без вие претходно да забележите дека тоа се компании по чија собственост се јавуваат функционери од актуелната влада? Таа фаза на аплицирање тогаш, во 2018 година, како што споменав, во самиот правилник или во правилниците, значи не било предвидена обврска компанијата да декларира поврзаност. Иако ја немаше реакцијата на јавноста, вие можеше да им доделите... Не било декларирано, немало предвидена обврска. Самиот факт што немало предвидена обврска им дозволува ист третман на сите компании. Нашата намера беше, бидејќи сепак станува збор за крупен процес, искрено да бидам, интересот за самиот повик и нас не изненади. И јас не очекував, видете, јас кога дојдов во фондот, имавме ситуација каде што во претходните 3 години се финансирани вкупно 30 на компании, вкупен износ на финансирање милион евра. Ние на тој повик добивме 250 проектни апликации, износот на побарувани средства беше 30-40 милиони. 40 пати поголем интерес добивме во тој момент тогаш. На што сметате дека се должи тоа охрабрување на компанијата? Ние кога се подготвуваше планот за економски раст, 6 месеци претходно имаше редовни консултации со стопанските комори. Че ние не го спремивме во канцеларија кај мене и после тоа си го објавиме, па кој како сака дека си аплицира. Че првиот драфт беше комунициран. И тоа беше комунициран интензивно. Сите забелешки и препораки, знаете како компаниите го гледат и велат вака. Јас сакам да аплицирам, меѓутоа ми пречи тоа. Или мислам дека ова е недоволно јасно, или мислам дека ова е многу комплициран. Сите тие елементи ги вградивме, па кога го објавивме повикот, потоа имавме исто така интензивна комуникација меѓу другото и преку коморите, да ги поттикнеме компаниите да аплицираат. И при тоа ги увериме дека не ставува збор за средства кои што ние ги даваме, па после тоа ќе им влегува контрола у фирмите и ќе ги претресува. И третото што беше многу важно е да ги увериме дека процесот е транспарентен и нема повеќе ако сакате земете пари од државата, треба нешто и да даете. Благодарение на тоа имавме 250 апликанти тогаш. Со тоа што кажам, бидејќи целиот процес и до тогаш го работевме поприлично отворено, јас лично како директор не гледав никаква причина во моментот кога комитетот ќе се изјасни дека имаме одлуки, истите да ги објавиме. И тоа го направивме. Имаше реакција на јавноста, пак кажам, отворено признавме да. Знаете како? И покрај тоа што јас знам дека процесот во рамки на фондот е потполно транспарентен и јасен. Значи, ниту јас како директор, ниту вработените, ниту било кој функционер од владата учествува во оценувањето и доделувањето на парите. Во прва фаза на предселекција имате домашни стручни лица, надворешни, во втора фаза се 5 странски експерти. Значи, не кажувам јас.
И тоа не е важно, тоа јас го знам. И тоа сето тоа ги помина сите фази. За жал, реакцијата на јавноста беше последици на тоа што реално имаме доста, има веројатно се уште, иако има секако подобрување. Јавноста е изгорена од начинот на практикување на власта во изминатите 10 на 15, 20 години. За да го намалиме тоа, еве и вие сами откажувате дека одговорноста треба да има име и презиме. Во овој случај, чие име и презиме ја носи одговорноста? Јас не избегав ни тогаш од одговорност. Јас реков нема проблем. Преземам обврска одговорност дека тоа што во тој момент како правилник, како систем е презентирано, можеби недостасувале одредени елементи. Пак кажувам, ние имавме процес на консултации наназад месеци. Тој елемент никој не го посочи како проблематичен, ниту некој го размислува. Можеби луѓето не очекувале дека фирми на носители на јавни функции ќе аплицираат, не знам. Меѓутоа се појави како проблем. Од тука можеби е со право обвинувањето од опозицијата дека партиски ги делите. Не, дека обвинувањето на опозицијата дека партиски ги делиме државните пари може да држи вода ако збориме за 5 фирми. Ама кога збориме во моментот, ме прашуваат од денешна перспектива. Значи, ние денеска со се последниот повик заедно имаме подпишани или договори во фаза на подпишување некаде 320 фирми. Тоа се домашни компании. 320, кои што вработуваат над 15.000 луѓе. И са кажете ми, реално гледам, дали во 320 фирми на сите можеме да им залепиме етикета на СДС или на ВМРО или на ДУ или на не знам кој. Ја у неколку наврати веќе дури на јавни емисии кај што дебатираме со представници на опозицијата, прашувам, дали сметаат дека е коректно да залепиме етикета, политичка или партиска, на 320 компании. Домашни компании кои што ранат 15.000 луѓе. Ако дел од тие компании се најдат на листата спонзори на политичка партија? Знаете, во 320 компании многу едноставно можем да најдам компании кои што вие ги познавате. Или кои што ги познава било кој што дека студијат. 320. Че пак кажам, кога би биле 3 или 5, или кога би доделувале пари на тендер на една фирма, да разберам, да кажат, видете политички партии, 320. А дополнително има уште 50 на корисници на средства кои се основни средни училишти, кои ќе искочат да го кажат фондот дели партиски пари, јас понекогаш се прашувам, дали веќе и училиштата им лепиме етикети на партиски институции, односно организации. Малку е неодговорно. Знаете како се, јас ги разбирам и нив. Фондот постои 2015 година. Процедурите и механизмите се осмислени тогаш. За жал, никој не нашол за сходно тие можности да ги искомуницира. И сега јас го враќам прашањето назад. А зошто некој чувствувал потреба да не ги даде парите на економијата, него да ги задржи во буџетот и да ги троши за нешто друго? Истраги отвори обвинителството и антикорупцијската комисија, дали има поместување во истрагите? Обвинителството има предистрага уште пред година и пол, сето тоа што беше побарано од наша страна беше обезбедено, а на антикорупцијска комисија ние испративме, бидејќи добивме проценка на ризик за компаниите кои што ги споменавте, 3 остана уште кои што другите во меѓувреме се откажа. Ние побаравме од антикорупцијска дополнително да кажат свое мислење пред да комитетот ја донесе својата конечна одлука, меѓутоа немаме ништо повратно. Досијата ги предававме таму секако. Пред извесен период презентиравте неколку 9 точно проекти за прочистување на воздухот. Дали дел од нив веќе се применуваат? Сите оние проекти што ги презентиравме комисијата на пред 2 или 3 недели, сите тие проекти што ги презентиравме со веќе направени конкретни мерења во реална средина. Тоа значи дека сите се применуваат веќе во реална средина. Со направен прототип или веќе се произведуваат? Не, кога се применува во реална средина, значи веќе имаме производ готов кој што како се вика тоа се стиска копче веќе работи. На пример имаме, не знам, ќе споменам еден од филтрите за воздух за оџаци уствари за индустријски капацитети, компанијата Технобен од Технобен Нова, филтерот е веќе во употреба, секако. Значи очекуваме понатаму фазата на комерцијализација каде што ќе се влезе во масовно производство и ќе може тоа да се продава на домашни клиенти. Она што е исклучително важно да кажем од сите овие проекти, ќе издвојам уште еден, тоа е проектот со Get велосипедот. Каде што во принцип ние потребно и работиме активно да кажеме со дечките од Венито Комерц од Кавадарци, велосипедот да влезе во масовно производство. Меѓутоа како? Не да се продава преку продавници, што е исто така опција, меѓутоа во договор со некој од единиците на локалната самоуправа. Градот Скопје, некој од општините урбаните во
во Скопје или сеедно било кој во од внатрешноста, да се произведат 100, 200, 300. Веќе сте во преговори со Веќе разговараме на таа тема, да, за да може да се обезбедат на улиците во Скопје да се вратат велосипеди. Тоа е целта во суштина, значи затоа што овие не се обични велосипеди. Значи мерењата што се направени во лабораториски услови за тој велосипед, што ги презентирав исто така, покажува дека 1 час користење на тој велосипед прочистува воздух колку што создаваат за истиот период 2 автомобили со дизел мотор, што е доста сериозно. И се замислете како би изгледало кога имале 200, 300, 500 или 1000 такви во моментот во градот, кои што би ги користеле граѓаните. Така што во моментот предизвикот е како да се обезбедат средства, иако размислуваме преку некои од редовните програми тоа да го направиме, да се влезе во одредена производство на одредена количина, 200, 300. Нов грант за производство масовно. Веќе не станува збор за грант, значи нашиот пристап кон финансирање на компаниите до оваа година го променивме и она што важеше како принцип кај програмите од Светска банка, сега го применуваме како принцип на програмите што ги финансира владата. А тоа е средствата што ги даваме се подложни на поврат од кога компаниите почнуваат да остваруваат приход. Така што грантирање како такво веќе немаме. Тоа значи дека фондот би требало во одреден период да почне да остварува и сопствени приходи. Идејата е преку користењето на велосипедите, нормално, сите граѓани, градот Скопје си плати одреден надомест, компанијата си остварува своји приходи кои што си користи за понатамошен развој, меѓутоа исчекорот од функционален прототип до производ во масовно производство, моментот е предизвик на кој што ние заедно со дечките работиме за да може да го надминеме. До крајот на година ви исто најавивте иновацијски ваучери, дали ќе успеете и тоа да го реализирате до нова година? Она што го најавивме дека до нова година сакам да ги завршиме консултациите со академската заедница. Иновацијските ваучери подразбираат дека она што во моментот го имаме како практика, а тоа е академските кадри, значи универзитетските професори, асистенти и така натаму, кои што се ангажираат на различни проекти кои што ги финансираме, видливи се ангажираат, меѓутоа се ангажираат како поединци. Тоа да го формализираме на начин да се ангажираат преку матичната институција. Добивката за самите академци тоа што ќе добијат повеќе работа, добивката за универзитетите и факултетите тоа што ќе добијат повеќе средства, од кои што утре ќе може купуваат лабораториска опрема и така натаму. Средствата ќе одат за институциите, средствата ќе одат за академските организации, за услугите кои што ќе ги пружат на компаниите во истражување и развој. Така што целта наша веќе почнавме процес на консултации. Првата консултација направивме на универзитетот во Штип, следат Скопје, Тетово и Битола, да ги завршиме се надевам до крајот на годината и од наредната година, од почетокот на следната година би оделе веќе со првиот јавен повик. Колку средства до сега доделил фондот за иновации во изминативе 2,5 години? Дали имате некаква пресметка веќе? Имаме точна пресметка, водиме евиденција за тие работи. Со се последниот повик, каде што веќе в суштина евалуацијата е завршена, имаме уште одреден износ на средства кои што треба се доделат во однос на пред секој компаниите на кои што им дадовме можност да се произнесат по коментарите кои што им ги даде комитетот. Значи со се овој процес од кога ќе заврши до крајот на годината, некаде ќе имаме вкупно инвестициско портфолио од 55 милиони евра. Тоа е 55 пати повеќе од тоа што го наследивме пред 2,5 години. Тоа се 55 пати повеќе пари во домашната економија од претходните 3 години. Колку нови вработувања се реализирани со овие 55 милиони? Од 55 милиони евра се вкупното финансиско портфолио, од кои што 35 се средства на фондот, 20 се сопствени средства на компаниите. Тоа е многу важно да го потенцираме и да им дадеме кредити на компаниите нормално за тоа вложување. Според нашите пресметки некаде над 15.000 луѓе се вкупно ангажирани во овие. Значи немаме прецизна бројка, меѓутоа некаде над 15.000 луѓе се ангажирани во овие компании, од кои што некаде измеѓу 1.500 и 2.000 се нови вработувања. Она што е многу важно е тоа што бидејќи водиме евиденција и за платите, значи на доместоците, односно платите на новите вработувања, односно на лицата што се ангажирани на реализација на проектите се некаде над 40.000 денари во просек. Тоа значи дека ние она психолошка, односно целна граница поставена во програмата на владата од 30.000 денари како просечна плата, веќе ја надминуваме за повеќе од 30%. Во изминативе 2,5 години, значи доделивте 55 милиони евра. Веќе е почнат и мониторингот на голем дел од компаниите кои што аплицирале. Има ли некаков резултат од мониторингот? Се случиле ли некоја фирма да не го почитува договорот за кофинансирање или прави било какви други отстапки од договореното?
мониторингот тече за сите. Од првиот момент како ќе подпишеме договор и како се префали првиот квартал за реализација на проектите, мониторингот тече. Во рамки, значи за самиот мониторинг ангажираме во моментот ангажираме две надворешни ревизорски куќи, меѓународно афирмирани, кои што на квартална основа ги следат средствата. Подобно што можам да го кажам, значи без компаниите кои што се уште немаат подпишено договор, значи станува збор за некаде околу 240-250 компании кои што веќе реализираат средства. Поголеми проблеми немаме. Имаме проблеми од типот се безгрешни. Не, имаме проблеми од типот доцнење со извештајот, некомплетна документација, меѓутоа сето тоа во тек се реализира. Во 2 или 3 ситуации заради проблеми на компаниите, например, може бидејќи принципот е пред секој квартал компанијата го плаќа својот дел, па фондот го плаќа. Значи мора прво да видиме дека парите на компанијата се ставени на наменската сметка, кај некои од компании, малца се, не се многу, заради финансиски проблеми кои што можеби ги имале од претходно, трае процесот на прибирање на средства, обезбедување на банкарски кредити или се едно, трае малку подолго, тоа значи дека имаме, да речеме, одолжување со почетокот. Меѓутоа, пример на класична злоупотреба, да кажеме, парите се дадени за, не знам, не е битно развој на нов тип на, не е битно вода, не е важно, меѓутоа, се искористени за купување на луксузно возило, не. Што е многу важно. Меѓутоа, пак кажам, и капацитетот на домашните компании треба да се гради и да расте. Апсолутно не се безгрешни, ниту апсолутно мислам дека се совршени. И тоа е процес во кој што мислам дека со програми ви помагаме. Меѓутоа пак кажувам, злоупотреба на средства во класична смисла на зборот немаме до сега регистрирано, а и доколку се регистрира имаме механизми за заштита. Колку време толерирате неуплаќање на делот што е од согласно компанијата? договорот, компаниите имаат можности за пролонгирање на почетокот на проектот, имаат можност за пролонгирање на завршување на рокот за реализација на проектот. Имаме толеранција, пак кажувам, бидејќи не се, доколку станува збор сепак за честна намера, не можете, знаете како, не сме ние втерувач на долгови, па сега да по секоја цена. Извршители. Да, извршители. На крајот на денот може компанијата сама да каже извинете, имаме и такви ситуации кај 2-3 компании на кои што им се доделени подпишено договорот, знаете како, им избегале луѓето меѓувреме. Планирале одреден тим на девелопери, знаете како, реален проблем. Или не може да најде соодветен кадар. Едноставно не може да ги обезбеди средства. Чи имаме ситуации кои што викаат извинете. Тогаш ги враќаат парите, уствари не враќаат ништо, не се неуплатени парите бидејќи сопствениот дел не го платил. Што правите со нивните средства? Ги добива следниот на повикот не, што отпаднал? Не, доколку повикот е веќе завршен, средствата остануваат во програмата, ги реализираме преку други програми. Колку средства има фондот за следната година? Согласно среднорочната програма која што, како што кажав, измените ни ги одобри владата пред некаде околу месец дена, 2-3 недели месец дена, за објавување на повици за наредната година имаме и за подпишување договори имаме некаде околу 15 милиони евра. Секако, зависи од тоа колкав ќе биде интересот. Оваа година имавме планирано 12,5. Најверојатно, согласно повиците што се планирани се објават до крајот на годината, ќе објавиме повици во вкупен износ од 20. Заради тоа што со ребалансот и со измените добивме повеќе средства, бидејќи владата сваќа дека економијата има потреба за средства. Имаме огромен интерес кој што се должи меѓу другото и на довербата на компаниите дека процесот е во ред. Имате голем број на компании кои што сами понекогаш се јавуваат луѓето. Откако ќе им пратиме известување. И викате бе чекај, стварно добив? Или се зезате со мене? Зошто? Коментарот е, знаете како, и неформално кога зборувам, ама чекај, јас на никој не му се јавив за вакво нешто. Од никој не побара врска, на никој не му платив за ова. Во ред? И се знаете како, тоа што во моментот е сега чудење, јас се надевам дека за 2 или 3 години ќе стане нормално. Она што е нормално во целиот нормален свет. А тоа е дека луѓето треба да се седнат, да си подготват, да си аплицираат и си добијат пари ако се добри. Тоа е во случај да не испадне уште некој скандал. Знаете како, пак кажам, значи, еве на повикот оваа година имавме 500 компании. И сега кои се причините зашто 500 компании дошле во фондот за иновации и технолошки развој? Има две основни причини. Првата причина е реално им требаат пари, че реално на домашната економија, и втората причина, секогаш го кажам тоа, веруваат во системот. Сега викам дека веруваат 100%, али имаат сосема доволно доверба што им го оправдува вложувањето што го прават за да подготват апликации. Че никој не е будал ако знае дека однапред наместено или дека се делат пари партиски, да седне
никој не будал. Да 500 компании сигурно не се апликација. будали. Разбирате, а зборуваме за 500 компании. Значи ние во изминатите 2 години на повиците што ги организираме имаме над 1000 апликанти. Тоа е, знаете како, на шега со некои од стопанските комори имавме скоро комуникација. Вика, уште 2 години вака и сите компании у држава што функционираат ќе поминат низ вас. Освен постојните повици, дали планирате воведување на некој нов следнава година? Освен постојните програми, иновацијските ваучери е нешто ново и планирам исто така посебна програма за истражување. Значи, истражување во смисла кој што ќе биде исклучено намената за академската заедница, секако истражување кои што имаат потенцијал за некаква комерцијална вредност, бидејќи истражувачката дејност е доста, за жал, занемарена или е занемарена во изминатиот период, меѓутоа тоа е основата за сите посериозни, да кажем, исчекори во делот на Имате веќе и буџет за истражувањата? Во рамки на овие средства што ги споменав, може да издвоиме одредени средства кои што би ги ставиле на располагање на академската заедница, меѓутоа повторно кажам, пред да изготвиме односно откако ќе изготвиме предлог како таа програма би изгледала, прво ќе си направиме консултации со академската заедница. Ману е наш партнер инаку во сите овие процеси, ние да подпишавме меморандум за соработка со таа институција. Така што прво ќе ги слушнеме, ќе видиме, можеби некои работи што ние ги замислуваме за нив се комплицирани. Можеби износите се мали или големи, не знам. Можеби системот на следење е комплициран. Че сите тие работи прво ќе ги тестираме со оние кои што треба да ги користат средствата, ќе ги интегрираме нивните мислења во моделот, после тоа ќе го објавиме. Треба време, меѓутоа подобро да го направиме така, еве поучени од искуството минатата година, да ги подобро да го направиме така, да го објавиме. Јас не велам дека нема да има напредување, ние постојано имаме некои напредувања и измени во самите програми во системи, меѓутоа сите тие измени одат во насока на подобро функционирање. Ова значи дека останувате на функцијата директор во пресрет на предстојните парламентарни избори, зачестивте некако со настапи во јавноста, изјавувавте дека секогаш за себе бирате предизвик, дали ќе ви биде предизвик да се најдете на некоја од листите за парламентарните избори? Дав одговор исто така на претходниот пат кој ме праша неодамна. Кога зборуваме за листите, зборуваме за собранија, мислам дека и во моментот има по собраниот има сосема добри пратеници кои што мислам дека добро си вршат работата. Така што не е коректно јас да се мешам во тој сегмент, иако нормално како секој политичар, секој си има своја амбиција. Дали после тоа ќе останам на истава позиција или ќе одам на друга, нормално зависи прво од исходот на изборите и второ секако од ставот и на мандатарот кој што ќе составува владата. Јас се надам дека ќе биде истиот. Кој е вашиот предизвик? Пример, значи јас кога бирав за фондот, бирав предизвик, тоа е точно. Мене ми е се уште предизвик да ова што го правиме навистина фати корка, народски кажано. Јас не мислам дека фондот во моментот е доволно самостојна и функционална институција да може да функционира доколку е, сега може малку звучи и себично, меѓутоа уште мислам дека можам да придонесам да ова стане одржливо. И да функционира и после мене. И после политиките кои што јас ги спроведувам. Меѓутоа пак кажам, тоа е сепак е државна институција, не е институција на баба ми на дедо ми. Тоа значи дека ќе го почитувам и ставот на оној кој што ми предложил и ми менувал. Тоа е пак кажам и мандатарот за состав нивната влада кој што очекувам дека повторно ќе биде актуелниот премиер. Благодарам што одвоивте време.